Денеска во Кочани, Виница и другите населени места во регионот се беше во знакот на Меѓународниот ден на жената 8 март. Локалните институции, организации и фирми им укажуваа внимание на представничките на понежниот пол на секој чекор. Службени лица од полициската станица во Кочани им делеа рози на учесничките во сообраќајот кои се најдува во близината на кружниот тек. Ученици од основните училишта Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи го израдуваа побавиот пол со скромни подароци кои самите ги изработиле. Ние денеска подаруваме подароци на жените што поминуваат на улицата. Ние денес подаруваме за 8 март, за ден за украси, за денот на жените. Ние денеска подаруваме подароци за 8 март. Јас на мојата мајка за 8 март ќе подарам чаш. Јас на мојата мајка ќе подарам честитка. И локалната самоуправа им приреди пријатно изненадување на 20 на постари и изнемоштени жени, посетувајќи ги во нивните домови каде им подарија скромни подароци. Решивме оваа година средствата што се наменати за прослава на 8 март за нас да ги наменеме за да купиме скромни подароци за наши ближни кои што се сиромашни, кои што не се во состојба така во секој момент да си го прославуваат празникот и да си обезбедуваат се што им е потребно, па така решивме да посетиме неколку семејства, неколку жени кои што на различни возрасти се и кои што очекуваме дека ќе бидат задоволни од она скромно внимание што планираме денеска да ја го посветиме. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сандов ученици читаат одбрана поезија посветена главно на мајката, која ја следеа професорки и гости од повеќе институции и фирми во градот. Потоа учениците на присутните им подарија по еден цвет, честитајќи им го на тој начин празникот. Денес сме овде со цел, односно по повод, за да го честитаме празникот на сите жени и мајки во име на нашето училиште. Во цел на тоа ќе изведеме музички точки, како и мал рецитал, за да ја дадеме почит на сите жени и мајки и професорките во нашето училиште. Инаку во пресрет на празникот повеќе фирми и институции организираа викенд патувања до познати туристички центри во државата и надвор од неа, а 8-мартовските аранжмани ги искористија момчиња и девојки и млади брачни парови. Некои пак замина на концерти на познати групи од поранешните ју простори.